Витаминот Д, попознат и како витамин на сонцето, е честопати споменуван во последно време во пандемијата со коронавирусот. Овој витамин игра огромна улога во нашето тело. Според еден извештај објавен во списанието за фармакологија и фармакотерапија, речиси 50% од луѓето се соочуваат со недостаток токму на овој витамин. Многу малку видови храна содржат витамин Д, па затоа најдобриот извор е сонцето. Кога нашето тело е изложено на сонце, така се лачи витаминот Д. Сепак во текот на зимските и пролетните денови, кога времето е студено и променливо, тешко е да се дојде до овој витамин поради намалениот број на сончеви денови. Па така, експертите препорачуваат да се зема во форма на суплементи. Тој е важен за поддршка на мускулите, коските, нервите, но и на целиот имунолошки систем. Сепак, постојат и неколку симптоми кои ни покажуваат дека веројатно на нашиот организам му недостасува витаминот Д. Еден од овие симптоми е поспаност. Ако спиете околу 8 часа во текот на ноќта и пак се чувствувате изморени во текот на денот, таквиот замор може да биде предизвикан од повеќе причини, но една од нив може да е и токму недостатокот на витамин Д. Постојано се разболувате. Нашиот имунолошки систем ни помага да се справиме со вирусите и настинките во нашето тело. Кога тој е здрав и силен, се намалува фреквенцијата, јачината на симптомите, како и траењето на болеста. Според едно истражување, објавено годинава, во кое учествувале околу 500 пациенти, било забележано дека сите оние кои биле позитивни на COVID вирусот имале недостаток токму на витаминот Д. Болки во грбот и коските. Еден лош потек може да предизвика болка во грбот и кичмата подолго време, но некогаш болката се појавува речиси од никаде и таа не се намалува со текот на времето. Во овој случај, најверојатно станува збор за недостаток на витаминот Д. Депресија. Депресијата е состојба која погодува милиони луѓе во светот, но еден од извештаите објавени скоро покажува дека витаминот Д игра голема улога околу депресијата. Иако дополнителни истражувања треба да бидат направени на оваа тема, сепак се смета дека истата група која е склона на депресија е и онаа група која веројатно се соочува со дефицит на овој витамин. Тоа би можеле да бидат постари луѓе, луѓе кои имаат проблеми со телесната тежина, луѓе со хронични болести, како и тинејџери. Опаѓање на косата. Иако ова зависи од многу фактори. Според многу истражувања, витаминот Д е поврзан токму со опаѓањето на косата.